Ние во нашава држава до 2006 го применувавме законот за управни спорови, сојузниот закон на бивша Југославија, согласно уставните амандмани можеше прописите што не се противречни на нашиот политички систем да се применува. Тогаш имаше во тој закон, имаше начелото важеше општа клаузула со негативна енумерација, тоа значеше може да се покрене управен спор против сите акти, освен оние кои што се таксативно набројни, односно енумерирани, против кои не може. Тоа беа акти на собрание, на влада и на председател на држава. Против тие акти, кога се решаваат поединечни случаи, избори, менување, укази и така натака, не беше дозволен управен спор. Во 2006 кога го носевме првиот закон, ја учествував во работната група, за прв пат го уведовме управното судство и очекувавме и ставивме таа одредба ја тргнавме и ставивме одредба дека може ради заштита на поединечните права на некои што конкурирале, например, ако го врши изборот собранието или неколку кандидата за амбасадори, па председателот со еден указ на еден му дава, на друг не подпишува указ да се менува или генерали и така натака. Но овој нашиот уставен суд во 2007 година со своја одлука таа надлежност на управниот суд ја укина. Овој нашиот уставен суд. За волја на вистината, кога го пишувавме новиот закон за управни спорови, кој во 2019 ја бев и председател на работната група, ние оваа одредба не ја ставивме со цел, бидејќи имаше одлука на Уставен суд, рековме не е коректно, нешто што веќе еднаш се изјаснил Уставниот суд, повторно да не се стави под обсервација. Работната група го даде текстот, но веќе во собранието, не знам од кои причини, оваа надлежност повторно се стави. Што по мене е окей, мислам е вред све, доколку Уставниот суд, нашиот, сега гледам се чудат судиите, они има време, они може по собствена иницијатива, 6-та година се применува овој новиот закон за управни спорови, ако сака може да реагираат во поглед на оваа одлука, дали ќе предизвика одредени незаконитости, некои дубиози и така натака, како што сега се произлегуваат. Формално правно, согласно законот, одлуката е вред, управниот суд сосема коректно одлучувал за времето. Согласно законот, управниот суд може да одлучува во рокот. И за времето подоле сега само околу тоа и дилемата која што наметна и ставниот судија, дали може Не, сосема легитимно управниот суд сосема легитимно ја пониште одлуката на собранието, бидејќи собранието одлучи врз основа на една фалшлива одлука на судскиот совет. На таа седница беше гласано само за првиот кандидат кој што беше предложен, значи нема ранг листа кога станува збор за кандидати на судии на Уставниот суд од редот на судиите кои што доаѓаат, така што не се овозможи за другите двајца кандидати кои што беа предложени да се гласа воопшто на таа седница. И ние тогаш укажавме, упативме дека судскиот совет не може на тој начин да постапува, меѓутоа очигледно тогаш јавните мислења и критиките кои што беа упатени не беа слушнати ниту од собранието, ниту од судскиот совет, за после 2 години да имаме и ваква одлука на управниот суд.